Така, значи традиционално секоја година, значи за нова година, ова е 6-та година поред, организираме еден мал хепенинг за дечињата, за најмалите генерација на фудбалерчиња во Академија Пандев. Денес станува збор за генерацијата 2007, 2008, 2009. Значи вкупно околу 50 дечиња добија пакетчиња од Дедо Мраз со желба за многу здравје и среќа во новата 2016 година. 2015 за вас? 2015 ја оценувам како делумно успешна. Се трудиме, значи, да имаме уште поголеми успеси. Пред се мислам на екипите во Суперлигата, не смееме да ја заборавиме оваа година и нашиот сениорски тим. Се надевам дека ќе смогнеме сили, ќе изнајдеме, значи, начин како да поминеме едно скалило погоре, односно се надевам дека наредната година нашиот сениорски тим ќе се натпреварува во втората лига на Македонија. Добро, а во однос на останатите млади категории, колку членови број Академијата и дали сите тие генерации се направија нешто во таа измината година според вашите очекувања? Секако дека задоволни сме од младинците кои што се на втората позиција на табелата. Тука се и кадетите, значи сите екипи во Суперлигата конкурираме високо. Не смееме да ги заборавиме дечињата од детската лига, значи вкупно 11 тимови се надпреваруваат од покровителство под капата на ФФМ, значи ние сме задоволни, секој пат има простор за прогрес, за напредок. Ќе се трудиме, ќе се вложиме целосно сите заедно, родителите, ние и децата, и ќе се обидеме, значи, да ги извадиме на прав пат. Постои задоволство, знаете дека еден наш член веќе стана член на ФК Интер од Италија, тоа е Јани Атанасов. Во преговори сме со уште неколку дечиња, ни престои Виареџо купот во март 2014, ни престои Балканика куп во Сандански за генерациите 2002, 3, 4 и 5. Во февруари месец одигруваме пријателски надпревари со Црвена звезда од Белград овде во Струмица, со ОФК Белград исто овде во Струмица. Значи ќе имаме богата програма и се надевам дека ќе биде се во најдобар ред. Благодарам и да им посакам на сите пријатели, значи сите подржувачи на Академија Пандев, среќна нова година, многу здравје, среќа и нормално љубов во наредната 2016 година.